Добро вечер, Македонија, добре дојдовте во уште едно издание на среќно семејство на Евана. Во денешното издание се надпреваруваат тимови од јавни личности во хуманитарни цели. Средствата од 300, 500 и 1000 евра во денарска противвредност, кои тимовите од јавни личности ќе ги освојат, ќе бидат донирани на 3 хуманитарни организации, а добивките се исплаќаат на трансакцијската сметка на организацијата или здруженијето во рок од 60 дена од емитувањето на емисијата. Во оваа емисија исто така извлекуваме и 3 учесници, односно уште 6 резервни играчи за наредното коло од базата на учесници кои стекнале право на учество во наградната игра. Да земам воздух, премногу се возбудив, без воздух останав. Право на учество имаат сите редовни плаќачи на сметките за електрична енергија кои во хуманитарните изданија ќе бидат извлечени за да учествуваат. Целосните правила за учество може да се прочитат исто така и на официјалниот интернет сајт на Алфа телевизија alfa.mk, потоа на интернет страницата на Томато продукција tomato.com.mk и на официјалната интернет страна на Евана evana.mk. Откако завршивме со овој официјален дел, да го запознаеме нашето жири кој што се грижи за регуларноста на денешното издание. Голем поздрав до нив. Ги видов убаво? И јас ги знаглав две прекрасни дами. Сега е време да ги запознаеме и нашите тимови составени од јавни личности. На позиција број 1 семејството Панчови составени од Владимир и Владимир, кои што ја за полесно да биде ќе ги викам Владимирови, семејството Владимирови. Нормално. Панчо, Владимир. Порам, се не знам дали Панчо да ти викам или Владимир. Колку луѓе како Владимир те знаат, брат? Малце. Ја не знам дека Владимир се викаш после толку години. И јас. Владимир, што си му ти на Владимир? Другар. Другарче? Да не Сестра работите? Се понекогаш и сестранка. Зависи од ситуацијата, од дадената ситуација. Да не работите заедно на некој проект нов? Да? Што куќа гради? Куглање и куќа гради на некојаш. Колку штедите електрична енергија? Јас многу. Секојаш дома ми е мрак. Да, тоа зашто дома не се прибираш, така? Да. Најверојатно. Владимир, ти? Ја надвор струја не троши. Да, тоа е тоа. Ви посакувам многу среќа, вие ќе се надпреварувате во името на Сдруженијето, добле се извинувам, Сдружение кое работи за подобрување на квалитетот на живот на стари лица. Ова намерно за со годините на вас ви ја дававме да ви одговара. Позиција број 2, семејството Митровиќ. Како се смешкате? Марија, Игор и Марија. Марија, што си му ти на Игор, другарка или девојка? И другарка и девојка. Тој одговор сакам да го слушнам. Да, како се привикнува се на Митровиќ презимево? Да не вежбаме за нешто. Полека. Нека сама кајтан јава. Игор, кај тебе што се случува ново? Па се случува доста работи, за отприлика некои две недели ќе искочи нова песна со мојот нов спот. Честитам. Ти благодарам, чека не ќе искочи па ќе се честитаме. Така побаво, да. И се работи уште доста, се работи. Така, Марија, ти си активна ракометарка за тимот на Вардар. Вториот тим на Вардар, така играте во нашата лига, во Суперлигата. Суперлига, Како Македонска лига. Супер, се бориме за второ место. Одлично. Ајде, се надевам и на подобри резултати. За вас најавам. Еве, пред цела Македонија да кажам дека најавам за женскиот тим на Вардар, па и за машкиот нормално. Така да. Колку штедите ви електрична енергија? Па јас од поглед на тоа што многу малце поминува време дома, така да штедам. Искрено кога сум дома штедам. Место си го брцнам пуњачото штекер, си имам една батерија, си пониш врача телефон немаш гај. Браво. Послушајте го Игор и почнете да штедите ви електрична енергија. На позиција број 3, семејството Крстевски. Чудно е. Требаше Францови да викаме. Или не успеа да излобираме. Семејството Крстевски составено од Ема Џо и Франц. Добро познатиот. Иначе Крстевски. Да, иначе Крстевски. Нели? Ако не се лажам, вие стапивте во бракче, така? Не се лажам? Да, не се лажам. Како поминавте на свадба? Фала за честитките. Да. Честито, бра. Стварно, требаше од таму да почнам, тоа е тоа. Тебе ти е страфот и на твоја глава, најверојатно. Озбилно страф ми е веќе да честитам, зашто мислам дека цела Македонија веќе пробува да ме ожени. Види, или петка или глава, тоа е. Или петка, тоа е тоа, нема пегање. Панчо се понуди сестра му да ми ја даде. Фала, бра. Ај, ќе рипнем, има време, млад сум. Што се случува кај вас ново? Ај, ќе почнем од дамата, Ема. Па многу работи се случуваат. Јас што току го завршив мојот филм во Турција. Така? И Иначе актерке веднаш сите, тоа заборев да кажам, прекрасната Ема. Да. Како беше на снимањето во Турција? Напорно? Одлично поминав. Да, супер. Беше напорно, ама беше и сладко.
Супер, баш ме мило. Се надевам дека уште после ќе видат и паричките. Чак, кога ќе легнат на сметка. Франц, јас разбрав еден новитет во врска со тебе. Беа, отидоа. Беа ќе отидоа парите веќе. Добро. Франц, ја колку Пошто штедиме многу. Ништо се на штедење, брат. Почнете од електрична енергија, И стварно. со струја нема потреба да штедиме, жена ми е струја, така да Струја ево на самата. Верувам. става уште. Најде ти падна секира момент ти е гајле. Ајде, Што молим те, правиме? Овие да те бели чува. влакна не се заџават. Не, значи ви кај мене исто. Франц, ти колку што разбрав сега почнаш да работиш на соло кариерата твоја. Така? Не се лажам из ова. Не се лажеш. Види, добро информиран дечко си. добар си. Добар си, добар си. Знаете зашто е на цела Македонија? Знаете зашто сум добро информиран? Си направивме муабет. Ми зијала затоа иначе. Искрено. Да. Ете, како што кажа, штедите ви електрична енергија, да не должа многу, затоа што е време за нашата прва игра, наречена Топка на среќа. Почуваме веднаш. Владимир, Панчо, знаеш што треба да правиш, така? Секако. Твоја е топката, твои се коцките, повели на твојата позиција. И растури, брат. Кога да почнам? На мој знак. 3, може да се качам. 2, 1, може како Мајли Сайрус, тоа ми е омилено. Мамај! Уд, машала! Се гледа дека се исплати редовното вежбање, кој што го практикува секојдневно нашиот прекрасен Владимир Панчо. И тоа е, и имаш уште еден обид таман за последната коцка, наместена на единица, но веруваме дека ќе биде Единица. Не, сепак одиме со петка. Четвртки можеш да се вратиш на твоето место, а јас да пробам да избројам. 6, 10, 16, 17, 20. Како бе 20? Чекај уште еднаш броиме. 5, 11, 15 и 6, 21, 22. Режија, ме мола поправете, 22. Хао, да се направи јас паметен. Ти благодарам. Ви благодарам, се исплатеше учењето математика до четврто оделение, а ние продолжуваме со нашиот следен надпреварувач. На својата позиција е Игор Митрој. Игор бе? Да. Гледни ме барем кога ти се обрекам. Нема, ја супер да слушам, одлично. Да, а зашто мислиш вака тоа? Ова презове профил ми е поубав. А така ли? Добро, стој така тогаш. Се надпреварувате во името за Сдруженијето Центар за Даунов синдром, поборник за подобрување на животот на лица со Даунов синдром. Дај се од себе, ти посакувам многу среќа, знаеш што треба да правиш. Ако сакаш јавни и ти топката по стапките на Панчо, доколку не сакаш не мораш, одиме 3, 2, 1, може! Пази доколку тие коцки, добре, сите, не, стој, добро е. Доколку коцката падне од другата страна, тогаш не ја играме, поточно не ја броиме. Третиот пат? Мамај, третиот пат е сега е моментот. Сакаш мене но само. Ајде. Може. Ајде одиме. Ама не. Хајде. Ете така, иначе резултат е 3, 4, 7, 8, 13, 18. Добре, Рези, овој пат сме синхронизирани. Може да се врати слободно на твојата позиција, а ние продолжуваме понатаму. Ема, знаеш што треба да правиш, така? Чекај само да им кажам, затоа што преска бев многу брз и заборавив да кажам во чие име се надпреварувате. Вие се надпреварувате во име на Сдруженијето Борба, Сдружение за борба против алкохолизмот и дрогата. Повели на твојата позиција. Тоа е тоа, значи деца, дрога и алкохол никако. На мој знак 3, 2, 1 може. Да не го... Франц, сега знам што сакаше да кажеш. Жена ти е струја. Но имаш уште една шанса, да. Камера, пази! Пази! Да спасам ситуација. Не, ги растури. Идеме 4, 7, 11, 17, 22, имам изедначен резултат, затоа ќе го замолам и представникот, еден од Владимир. Кој сакаш, Владимир, дојдете тука, ќе фрлати една срекна коцка. Ема повели за тебе една прекрасна голема коцка. Не, мора за да видиме кој ќе има подобар резултат. Дојди од оваа страна, брат, вака, за да фрлате на кежерито, ама немете да ги мавате. Какви две прекрасни лепотици имам на мојата. Саш исто време? Тука, маса на мојот. Па тоа е тоа. Да, окей, може да фрла. 3, 2, 1, може. Како сакаш? Фрлај Панчо. Нели исто време? Он калкулираше, ама жабе го е. Значи, 3 поена по првата одиграна игра одат кај семејството Крстевски. 2 одат кај семејството Панчеви и 1 поен за семејството Митројќ.
Одиме со нашата следна игра, наречена на слепо. Семејството Владимирови, Ака Панчови на својата позиција. Владимир, подготвен? Владимир, подготвен? Повели се, ќе ти дам да ги си ги наместиш сам на очариве. Фризура и... Така да не те расипам фризурата, брат. Ихова убава фризура. Чекај, само мора да се погрижам, нели вака демек, за да не гледаш ништо. Другар си. Така? Чекај, да чекај. Те вртам 3 пати и ова правило не ти го кажав намерно. И чекај. Имаме и таква ситуација во едно од изданијата. Оке, брат, имате 60 секунди на располагање на мој знак. Ти како ги намести на очарите, леле, превара! Преваро! Одиме! Имам голем нос и гледа, затоа. 3, 2, 1, може, брат! Црвените лопки ви носат 3 поена, жолтите 2 и сините 1 поен. Да, сега за сега им тргна одлично во низа веќе 4 црвени топки. Евија и првата жолта за малце ќе излезеше од обрачот, но Владимир успеа да исконтролира ситуацијата и да биде се под контрола. Сега ја се извинам, мора вака некако да направам, за да вратам нели од лопкиве, да не биде. Вака. Своје лево малце. Значи, реши студиото лом да ми го направиш. Добре, ви оди сега за сега. По нека слободна проценка, предпоставам дека имате околу 30 поени, може и повеќе. Гледа човече се. Ја, Макаме преварански. ми направи некоја фора, ти, а? Не беше ми мајка. Не бе добри му се цикерите. Стварно му се добри. По-десно, по-десно. Си му дава марчето други. Да? Други научари се дава. Не бе, да ќе видите после. Не бе, стварно не гледа. Морам сега да видам, ако се извинам на сите, ама. Тоа истече времето, од што бев занесен. И машала, имаме убава низа на црвени топки. Да го погледнеме само и резултатот, може да се вратите на вашата позиција. Ова ќе биде еден од подобрите резултати остварени во среќно семејство, а резултатот изнесува 61. Честитки до семејството Панчови, Ака Владимирови. А наред се нашите следни надпреварувачи. Марија Игор на своите позиции, представниците на семејството Митровиќ. Така е. Марија, за тебе еден мал поклон што ќе ти одговара на денешната боја и да се надам на твоето расположение. Ако сакаш само да ми помогнеш. Ајде, ќе ти помогнам, може вака. Ја обично не се, да, чекај. Не сакам сега да те повредам, ај намести ги самата за да не направиме некоја белја. Јас потоа само вака ќе направам. Чекај косата да ти ја наместам. Ајде, така, немаш гајлеве, сите знаат дека е квиз. Тоа е тоа. Сега ќе те завртам 3 пати, Игор, не ми се љути. Нема проблем. Ке се фалам дека сум ја свртал на Игор женскам. Да. Имате 60 секунди на располагање. Подгответе се, така? Знаете што треба да правите. На мој знак. 3, 2, 1. Може! И тоа лесен шут каков има. Абе, тоа е роден спортиста. Значи, ако си роден спортиста или роден атлета, ќе те бива за секој спорт. Затоа е она, затоа не сум ја. Така да си жив и здрав. Било ми е што признаваш, барем, брат. Не те мало Гледам по мене, брат. машкото его не те убива. Поголемиот дел од мажите немаше да сакаат да признаат дека девојката е поуспешен спортиста, зашто нели ние сакаме да се представуваме себе си како многу јаки и способни. Ај, тука ќе го ритнам муабетот, затоа што по мене се гледа колку сум јак и способен. Сум трира на црвените. Да, црвените, па црвена. Нејзината боја е омилена црвената. Уф, како рече, Скопјев оваа се одби за жал. Бутке, брат, надоле. Бутни. Ама не се бутка. Како толку беше не се буткат веќе. Хајде! Бутка Ивар, може да ги бутнеш. Хајде, уште 10 секунди имате на располагање, не знам ова жирито сега што број од ова, што не. Со заби фати една. Фатија со заби топката, под мишка, брат. Да, после ќе правим манкидези, тоа е, истече времето со свирез. Марија, окей. Марија се, не се. Машал. Да, ја ќе земам сега. Нашата, како да кажам, мрежа со осварени погодоци. Може слободно да се вратите на вашата позиција. Марија ги предади на очи. Пазам. Еве да видиме, ќе имаме и тука добар резултат. 49, исто така еден од подобрите скорови. А наред се семејството Крстевски. Семејството Крстевски исто така на својата позиција. Да. Знаеш што смислив сега додека доаѓавте наваму? На Франц омилена тема е неговата жена Ема. А, брат? Тоа ти е текст за новата песна. Повели за тебе еден мал
како да кажам, свадбарски поклон, сватбен поклон, ништо не се гледа, бе. Не, да не ги ставам наопаку. Ема. Сега е шансата да го покажеш кој е главниот во вашето ново тазе семејство. И доколку чекај да ти помогнам јас, ајде, колку толку порегуларно онака нели да видам. Кажи кога ќе те здоболи синус. Сега те вртам 3 пати. Еднаш, цвај, драј. Најди си ја позицијата и на мој знак, чекај. 60 секунди. 3, 2, 1. Може. Добре, имаат разработена тактика, без жолтета. Друга, има, може? Еј, само пазете. Не, ќе одат очигледно само на црвените. Ема, ја има смислено добро својата тактика, пази. Не мрде многу со нозете. Не мрде жирито ќе ти прогледа низ прсти. Една само пази да не бегаш од белата точка, а јас оваа прилика да искористам за да кажам дека семејството Крстевски се натпреваруваат во името на Сдруженијето Избор, Сдружение за борба против алкохолизмот и дрогата. Да, не, ама може. Не. Ама нема незе. Да. Ајде, хуманитарно издание. Ајде. Може. Ајде. Сигурно. Лево твоје. Лево. Ки имате работа. Сите сценски работници по ова. Опа, ништо, имате уште 0 секунди. Тоа е тоа да го видиме резултатот. Јас мислам дека требаше, може слободно. Ја мислам дека требаше жолтите да ги играте. Така ќе остварите поголем резултат, но да не зборувам пред рака, да видиме што ќе каже семафорот. 45 поени. Браво! Одлично, може слободно да се вратите на вашето место, а јас да ги прочитам и официјалните резултати. Не се карете, се дома ќе се карате. Знаете како. Официјалните резултати гласат вака. Панчови 5 поени, семејството Митрови 3 и семејството Крстевски 4 поени. Ни останува сега она трета игра која што ќе одлучи кој ќе оди во финалето, а е наречена "Штедиме електрична енергија". Владимир на својата добро позната позиција, надпреварувачка позиција. Треба да штедите електрична енергија, што значи? Треба да ги изгаснете сите овие 9 светилки, за да остварите нели топ резултат. Колку изгасите, имате 1 минута на располагање, да не должам многу. 3, 2, 1, може. Мамај. Пазете, значи многу битно правило е доколку изгасите едно од светилките, а потоа ја запалите, не ја броиме како изгасната, само крајниот резултат го броиме. Сега за сега и ете првата светилка изгасната од страна на Владимир. Кој Владимир? Ви одгатнете, еве втората Владимир возвраќа со иста мерка. Но тука и другиот Владимир за да му врати него, да му каже извини, јас сум главниот Владимир во нашата врска. Но и Владимир не попушта, напаѓа по левата страна. Да, и еве веќе имаме одличен резултат, остануваат уште 2 светилки, да видиме кој ќе биде сретникот што ќе ги изгаси. Кај кого ќе отидат оние женски воздишки и оние сите радости, кој ќе биде главен мангу помало, а кој не, имате уште 20 секунди и тоа е тоа! Братски, ги изгасна сите светилки. Честитки, може да се вратите на вашето место. И уште една светилка беше изгасната. Продолжуваме понатаму. Митровики, подготвени ли сте? Да. Скроз. Све ви јасно што треба да правите. Не. Да. Ти е? Одлично. Знам дека се полагаш кај незе сега, оно треба да ги изгаси, ама да биде малце од корист. Барем една. Тоа е тоа. Барем една да погоди. Одиме, 60 секунди имате на располагање, на мој знак 3, 2, 1. Може. И ете Марија гаси првата светилка. Близко и 2, Игор, браво! Ете шансата сега да покаже. Леле Марија, прецизна рага. Игор. Осе го во серија. Осе го нека се радува. Ова се неговите 5 минути. Марија го погоди 10 пати штекерот. Се гледа дека ти е прецизна раката, ама треба на вистинското. И ете го Игор повторно. Уште. Да, доле. Да, доле. Абе, немај девојкати. Леле, ја запаливте пак. Немајте, затоа причекајте малце. Леле, доле. Сари. Доле. И тоа е тоа. Успеа и семејството Митрови да ги изгасат сите светилки. И вашата тука е еден бакнеш.
Не. Јас кога ќе добијам таков пактиш, може слободно да се вратите на вашето место и продолжете со душкањето и со радостите, а јас ќе ги повикам моите следни надпреварувачи да повелат на својата позиција. Крстевски, дали сме подготвени? Да. 60 секунди на располагање. До сега имаме остварени два одлични резултати, да не речам перфектни. Се е сега до вас. Се е во нашите. Се е во вашите раце. Дури топчињата. Одиме на мој знак. 1 минута и има на крај. 3, 2, 1, може! Да видиме како ќе се покажат семејството Крстевски во оваа ситуација. Французите знасами... И етеа Ема! Ема повлече! Франц одма возврати со иста мера, не сака да дозволи Демек, нели, жена му да биде подобра од него, ваму таму, но Ема сега за сега биде, опа, Франц уште една сијалица, ви остануваат само уште 4 светилки, за да остварите вие перфектен резултат. Се е до тоа каде да погодиш на вистинското место. Лене, се осеќам како и на времето кога тренира ватерполо, ги собирам топките пак. Ха! Да, многу добар ватерполиста бе, ова го прави по цел ден, се извинувам. Имате уште 20 секунди на располагање. Ја ви ги враќам топките. Хајде! Ете, Ема, тоа е тоа. Ама ќе немате топчиња, затоа. И тоа е тоа, ги изгасија сите светилки. Не. И сепак срекната коцка ќе одлучи кога ќе одат 3 поена, кога 2, а кога 1 поен. Се возбудив премногу. Ве молам сите представници да повелите на сцената, да ви дам по... Повели, Ема! Молим те, помогни ми. Вау! Не. Си најде, Франц. Јака, сигурна жена. Повели го. Благодариме. Сега навивам за дамата кој ве врти вас двајца. На мој знак. 3, 2, 1, слободно фрлајте. Сега што различна тактика. Имаме 2/4 изедначени, што значи петката Панчеви освојуваат 3 поена. Извини, брат, не мислев така да те удрам. А вие, драги мои представници на семејството Митровиќ и на семејството Крстевски, доколку останам жив во следниве 10 секунди, со што се изморив, ќе видиме како го на тоа како пење. Сега, Да сме 1-1. за дамата секогаш. Требаше Марија да пушти, што ќе бараш. Ќе бараш. На мој 3, 2, 1, може. Леле. Иго, овој пат антилиза. Па кај брза? 2 поена кај семејството Крстевски и 1 поен кај семејството Митровиќ. Слободно вратете с на вашата позиција, а јас да видам кои две семејства одат во големото финале, а кој ќе си оди дома со 300 евра. Значи, Панчови 8 поени, Митровиќ 4 поени и Крстевски 6 поени. Што значи, ќе искористам оваа ситуација на семејството Митровиќ да им честитам за учеството, да им се заблагодарам што освоија 300 евра во името на организацијата Центар за Даунов синдром, поборник за подобрување на животот на лица со Даунов синдром. И следува оној дел сега каде што ги избираме нашите следни надпреварувачи. Првиот ни е од Киџево, потоа од Аеродром, па од Кавадарци, од Ѓорче Петров, Кочани, Струмца и Охрид. Имаме уште? Очигледно слабо ми одобрението. Куманово, Делчево. И тоа е тоа. Значи во следната емисија ги очекуваме од Киџево, Аеродром и од Кавадарци. Како што напоменав на почетокот, избираме тројца надпреварувачи и уште тројца и уште 6 се извинувам потенцијални учесници доколку дојде нели до некое откажување. А сега, драги мои пријатели, време е за големото финале. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Нашите финалисти се на своите позиции.
знаете што треба да правите, треба да наредите 4 топки во низа, дали хоризонтално, вертикално или диагонално. Тоа оставам на вас, работата на другиот е исто така да го направи исто именото, но и да му го попречи патот до успехот на противникот. Какви мисли излегуваат мојата глава. Време е да почнеме. Пред да почнам да претерувам и да тропам глупости, имате 3 минути на располагање. Први малате панчови вие, затоа што имавте повеќе поени. 3, 2, 1, може. И прво промашување за таманот на Панчо. Причекајте само топката да падне скроз доле. Океј, не, вие бевте, ќе мора таа една топка да одземеме. Од оваквото, да, затоа што. Не, Франц мавна. Да. Ајде. Чекај, да одземеме. Иле. Ќе одземеме. Ете така, затоа ви реков, причекајте. Значи, сега во таа низак имаме 2 топки, наместо, мислам, доколку влезе. Да, сега се ти. Ете така, ве средив. Вие на мене. Опа, Панчо повторно нешто раката му се затресе. Сега, значи, сега тука на таа позиција имаме 2, значи ви фалат уште 2, затоа што нели едната топка не ја тргнавме и ќе броиме како 2. Ајде, Панчо, сега сте вие. Хоп! И бема! За малце не успеа. Дали ќе... Не! Имаш сега шанса, Франц, ајде! Не! Да видиме дали раката на Владимир овој пат ќе биде сигурна. И тоа е тоа. Честитки, одлични бевте сите. Од самиот старт го има водството и на крај се покажа како успешна тактика. Сите можете да се вратите на своето место, а јас да ги повикам и представникот на Евана Македонија. Нека дошли, па седи со мене тука. Прекрасната господја Ленче Карпузовска да ги додели оние прекрасни големи вучери на нашите 3 организации. Ленче, како ти се допадна денешното издание? Дали се беше како што треба? Одлична борба. Браво, дечки. Особено заради тоа што се боревте за хумани цели. Еве и јас сега тежам малку повеќе од вообичаено, за едно 100.000 денари. Така. Со нетрпение чекам да ги доделам на оние што навистина ги заслужија. Така е. А на третото место беа семејството Митрови, кој што се надпреварува во името на Центарот за Даунов синдром, чиј представник е Мимоза. Повелете, Игор, повели ти за да го врачиш чекот. И Илина, така беше. Илинче, како си помина ти денес? Многу добро. Да, беше забавно? Да. Многу зборам или не? Помалце. Малце, добре, значи можем и повеќе да зборам. Ти благодарам многу. Игор, повели, може слободно да го врачиш овој прекрасен голем ваучер во вредност од 18.450 денари или 300 евра, нели, народски. Мимоза, ме интересира како ќе бидат искористени овие парични средства. Дојдете малце понаваму вака, не ми бегајте. Сакам да се дружам јас со вас. Значи, прво голема благодарност за вашата емисија, која што е од прекрасен карактер, значи хуманост и забава на едно место. Голема благодарност до семејството Митровиќ, кои што така ентузијастично се боре. Да, до се од себе не смееме да им замериме, нели? Да. Иначе овие средства ќе бидат наменети па најмногу за оној сегмент за кој што ние се бориме, за социјализација на овие луѓе и деца, пред се за оние креативни и едукативни работилници кои што нашето здружение редовно ги организира. Особено ќе обрнеме внимание што повеќе присутни да имаме на тие креативни работилници од натрешноста. Значи од помалите места, од помалите градови, од селата. Баш ме мило, се надевам дека ќе не поканите во некоја прилика, нели ние да го снимиме целиот тој настан, целата таа работилница. Секако ќе ни биде задоволство. Ви благодарам многу, можете слободно да се повлечете наназад. А јас го повикам представникот од семејството Крстевски или представниците како сакате да го доделат вредносниот ваучер од 500 евра или 30.750 денари на Сдруженијето Избор, Сдружение за борба против алкохолизмот и дрогата на представникот Ристе. Ајде, повели Ристе понаваму, не бегај. Како си, Ристе? Одлично. Сега мора да те прашам, сега париве како ќе ги искористите? Во кафанче на ракија? Би сакале, ама не. Парите ќе ги искористиме за јакнење на нашите капацитети за производство на орган за храна кој што го имаме во нашата комуна во Струмица. Голема благодарност до Евана, голема благодарност до Ема и до Франц што го своја овој ваучер за нас. Ви благодарам и на вас што се грижите за нашата младина, нели, за борбата против алкохолизмот и дрогата. Ти благодарам, ви сте, може слободно да се повлечеш. Првото место или оние 1000 евра кои што ги освоија семејството Панчеви или Владимирови, ќе го повикам представникот да дојде, одат
Кај Здруженијето Доблес, здружение кое работи за подобрување на квалитетот на живот на стари лица. Ќе повикам и Ивана да повели. Ивана на самиот старт кажа дека многу ви се потребни овие парични средства за компјутер, така ли е? Повели се ми го вучерот, не се ми си го земи, твој си се. Фало уште еднаш. Врати го, дај го во вучерот, маму. Ќе се најдеш и тие на своја позиција и тебе ќе ти треба нега. И грижа, повели. Овие средства ќе ги искористиме пред се за техничка поддршка на нашето здружение, затоа што се работи за релативно младо здружение кој што постои 1 година. Меѓутоа, исто така, овие средства ќе ги искористиме за отварање на првиот бесплатен инфоцентар за семејствата и за старите лица кои што имаат потреба од згрижување. Значи ќе обезбедиме бесплатна телефонска линија, промотивни материјали, се со цел за старите лица кои што имаат потреба од сместување да ги добиваат нашите услуги. Ви благодарам многу. Честитки, со здравје да си ги трошите парите, може слободно да се наместиш на својата позиција. Ја тука некаде само ќе се одјавам и ќе ви кажам да бидете со нас и следната недела во Среќно семејство на Ивана. До тогаш, чао!